Колку пати имаш прднато на снимањето или во школа и си накривил некој друг? Здраво, дечки! Добре дојдовте во уште едно special edition на Празни мовети. Денес јас ќе пробам да одговорам на вашите прашања што ги поставувавте по Instagram, по Facebook, по Messenger и така. Значи, стигнаа баги прашања. Сега ќе пробам да одговорам на најмногу што можам сега. Ако некој нешто го интересира, слободно нека ме контактира. Крстевска АА долна црта 1 прашва што си во хороскоп. Во хороскоп сум бик. Роден сум во мај месец, сега пред 2 недели ми беше роден ден. Како си, брат? Стефан Радевски ми го поставил прашањето како си, брат. Тоа е многу добро прашање да се постави. Мислам, убаво е кога ние луѓето си поставуваме такви прашања како си, знаеш, си добар сум, брат, фала ти што ме мислиш, добар сум. Се надевам дека и ти си добар. Омилена представа во која што си глумел во Празни мовети. Тоа беше уште на почетокот, мислам, втората или третата представа што игравме, Венецијанска свадба, таму играв ликот на Панталоне. Тоа е комедија дел'арте. Тоа беше стварно интересен концепт за работа, мислам, и интересен тип на жанр на комедијата дел'арте. И тоа ми е омилена представа што сум играл со Празни мовети дел'арте. Дали си бил во врска? Сум бил. 2 пати. Да, 2 пати сум бил во врска. Дали планираш да бидеш дел од Солза и смеа, се разбира. Колку години има? 25. Сега наполни 25. Да, малце ми е чудно, ти пред некое време имав 24, сега имам 25. Уште еднаш ме прашва колку години имам, 25. Да не би бил актер, што би сакал да работиш? Па добро, и актерството е работа. Мислам, али ако не би бил актер, и ако уште не сум официјално дипломиран актер, али ќе бидам забрзо, би бил не знам спортист, би бил кошаркар. Дали умрениот ќе биде пак во видеото? Не го разбирам прашањето. XD долна црта Боки 1, не знам што ќе ми простиш, не го разбирам прашањето овде. Шо правиш? Моментално, сега ги снимам прашањата, што ми ги поставувате, то правам во моментов. И тука сме на плажа снимаме некоја реклама со овие твоите, со Празни мовети. Која ти е омилена боја? Полз ме најаки сте, само продолжете, имате голема поддршка од мене. Супер, омилена боја ми е црвена, жолта, зелена, розева, гријава и джеш. Се зафркавам, омилена боја ми е црвена. Црвена ми е омилена боја и си носам црвени патики и си имам црвени дуксери. Кои места ги имаш посетено низ цел свет? Поздравиме. Сунчевска ААА. Те поздравувам, Сунчевска ААА, злато сонце моје. Те поздравувам многу и кои места ги имам посетено низ цел свет? Не знам, немам многу посетено, не дека сум многу шетан. Америка имам одено, Грција, имам одено Бугарија многу си имам поминато. Имам одено Црна Косово. И така, тие. Колку години имаш? 25, кажав. Дали имаш тетоважа? Ако да, која беше целта да ја направиш и што значи таа? Имам тетоважа, имам 2. Целта беше, бев многу глуп, кој ја направи првата. Имав 18 години и одма ја ојдов си истетовирав, точно ми значат се, не знам, мои приватни интимни работи, не знам дали би ти значило кој јас ти кажам што ми значат тетоважи. Дали беше во Битола во срцето? Со Цули, Анастазија, аудиција во Дома на културата. Да, бев. Битола те сакам, Битола во срцето, бев телото.
Од што си зависен? Колку време си попразни муавети? Од што си зависен? Сите ние сме зависни. Сега прашањето мислам дека би било по-конкретно дали сме зависни од добри или од лоши работи. Зависен сум, мислам, од многу работи, лошите работи пробувам да ги тргнам, а добрите да си ги надоградувам со текот на времето. Кога би добил на лото, дали би живеел покрај планина во куќа која е изолирана од се? Па јас и без да добијам лото би сакал така да живеам. Да, сакам да живеам изолиран надвор од општеството, али да функционирам некако за општеството. Кога ќе снимате во нашето Крушево? Поздрав. Best in the class 65 го поставува прашањето. Искрено не знам кога ќе снимаме во Крушево. Иначе имам другари во Крушево, имам испиено таму горе на манастирот. Во конакот и во собата Тоше кај што беше. Одамна ова пред 5-6 години и многу го си поминав. Едва и чекам и ако имаме и прилика и шанса да се снима во Крушево, би бил многу среќен. Се надевам во скоро време. Да возиш една кола до крајот на животот, дали Фичо или Југо? Фичо. Толку. Дали си имал прва девојка и дали се уште не си ја пребродел? Мислам дека сите имаме прва девојка, единствено тие што никогаш немале девојка немаат прва девојка, али сум имал прва девојка и сега ја немам поќе и сум ја пребродел. Колку пати имаш прднато на снимањето или во школа и си накривил некој друг? Значи сите прдиме, тоа е факт. Не ми текнува искрено сега кога сум прднал и сум накривил некој друг. Ама на училиште ми има текнато што имам направено една глупост што има многу смрдено, а да немам прднато. Еднаш ојдов економско учев средно и ојдов 15 минути пред часови и зедов од дома 2 глајчиња лук. И сите клупи ги намачкав со лук. Значи, училницата да баздеше на лук, смрдеше корнеш и само нака сакав да видам какви реакции ќе имат учениците и професорите и така натаму. И се сеќавам како влегваја во училницата, сите правеа и една недела во таа училница не се држеше настава, ми намалија поведение, ме запиша и така натаму. Немојте да го правите тоа. Да не се викаше Кристијан како ќе се викаше. Појма немам. Кристијан пак, не знам стварно. Кристијан би се викал. Да имаш маче што се однесува како куче или куче што се однесува како маче? Прашањето ми го поставила Проевск или Проевска изгледа, некој чукмец. Па јас би сакал маче што се однесува како маче, ако сакам да се однесувам, ако земам маче што се однесува како куче, би зел куче, ако земам куче што се однесува како маче, би зел куче, заради тоа што сакам да се однесува како куче, не како маче, како и да е. Ако земам куче, ќе сакам да биде куче, ако земам маче, ќе сакам да биде маче. Која марка и кој модел на автомобил ти е најубав и колку имаш најпоќе возено? Поз. Најдобра, мислам, омилена марка или модел на автомобил ми е Range Rover. И тој ми е најубав. И колку имам најпоќе возено, па не знам, 180. Ама на автопат. И никогаш поќе нема да возам толку. Од која држава во која што си поминал, најубаво си поминал? Во Бугарија си поминав најубаво пред некоја 3 години. Кој ти е најголемото хоби, те молам поздравиме. Макало, те поздравува Макало. Омилено хоби ми е кошарка и тенис. Колку години си? 25. Која ти е омилена апликација на телефонот? Rumble ми е омилена апликација, тоа е и работам за таа платформа. Тоа е нешто слично како на YouTube, али за тоа во наредна прилика. Колку пари беа кондомите? Па во мое време кондомите беа 85 денари. Мислам дека кондомите останаа константно, не се смени нешто цената. Си остана исто, до 120 денари се кондомите, мислам. Али тогаш и денес, кој ги купуваш као прв пат е малце заебано. Мислам, малце е шуга. Кој е највреден?
Тој што работи најмногу. Дали е женет? Не сум женет. Не сум женет, ама планирам за брзо. Од колку години почна да се занимаваш со глума? Не знам ова. Почнав да се занимавам од не знам, од основно негде тој период. Која песна му е омилена? Омилена песна ми е Love and Hate. Дали има девојка? Има девојка, да. Има девојка и многу ја сака. Од кај си? По потекло сум од Лопатица. Тоа е едно село близу Битола, на 18 км од Битола, па ко бев мал негде се преселивме во Битола и по потекло сум од Лопатица. Колку ти е долга косата? 25 сантима, не знам. Па таму планирам да се стрижам за брзо. Па кај си бе, брат? Додевска ми вика, па кај си бе, брат? Ево бе, Додевска, снимам, мислам ти го одговарам прашањето. Кико, кој ти е омилен филм? Омилен филм ми е Wild Tales, тоа е аргентински филм, е многу добар, ви го препорачувам да го гледате. И Anger Management исто со Джек Николсон. Дали имаш сестра или брат? Имам два браќа, Стефан и Божитар се викаат. Дали си тренирал некој спорт? Да, тренирав кошарка. Баги време. Не знам, некој 5-6 години. Мора. Прашалник. Ова изгледа го има поставено, да ме поставете прашање и ова праша дали мора. Не мора, бе, сонце, не мора, ништо не мора. Не е толку битно. Најдобар глумец. Колку време си во празни мавети и колку планираш да останеш нешкоска? Па сум во празни мавети од 2014 и планирам да останам здравје Боже, дури ме држат нозете. Без што Кико не може да се замисли. Без мајка ми, без татко ми, без брат ми, без браќа ми, без девојка ми и без другарите и без празни мавети. Најголем страф. Најголем страф ми од темно. Па сега приведи го ти како сакаш. Колку се смеете во празни мавети? Цело време. Лука Стрезовски. Цело време Лука се смееме, брат. Мислам, то ни е работа. Да се смееме, знај. Тој го работи. Неголема белја што ќе направил во школа. Ја кажав, ова е со Лукот, врати назад и ќе имаш одговор на прашањето. Исто имав скокнато од втор спрат во економско со чадор, мислев дека ќе ме задржи во гравитација, ама не успеа. Кој мислиш дека најповеќе се смее од екипата? Сите се смееме. Сите. И еве Кристина што ме снима. Голем поздрав до Кристина позади камерата што ме снима и што моментално се смее. Комши. Најголема желба да бидам среќен. И сите што ги знам, и што ми се блиски, и што не ми се блиски, и пријатели, и непријатели да бидат среќни, затоа што мислам дека тоа е најголемата желба на сите. Кај учеш основно и средно? Основно учев во Тодор Ангелевски, а средно учев во економски. Многу добро глумиш. Каде си? Пост. Фала ти, Андреја Трајковска. Фала ти. Од Битола сум. И теа. Менах ме најдовте. Кико, од каде ти дојде идејата да се занимаваш со глумство? Глумство, многу добро е, го имаш дефинирано ова именката. Па не знам бе, така ми дојде еднаш, знаете, така ѓаолот ти шепти во онајте вика оди таму, јас ојдов таму. Одев на тренинг и случајно ми рекоа, има некој кастинг нешто за ова, и ојдов, ме прими и од тогаш некако ми влезе под кожа и продолжи да се занимавам со тоа. Што правиш во слободно време? Го користам. Колку си висок? Многу тешко прашање ми ова. Колку сум низок? Висок сум 1,75-6. Ако носам Nike сум 78. Дали има девојка? Има и ја сака. Дали пиеш? И поздрави ме. Ќе те поздравам, брат, и јас и ти треба в кафана да седниме некојаш. Никола Саздовски е вајда. Пијам, брат, ама вода, претежно, периодов. На колку години ја изгуби невиноста?
мал бев и сакам да си играм многу со играчки. Се зафркава, деца, деца сте бе, човек, не може вака да поставувате вакви прашања невиноста. Нема да ти го одговарам на прашање. Може? Фала. Која е твојата најголема тајна? Мојата најголема тајна е дека сум педер. Ама нема да кажам за никој да не дознае. Дали ги сакаш фановите и екипата од празни муавети? Борис Стоилковски. Дали ги сакам фановите? Па ние работиме и живееме и само за нив. Мислам, тоа е едноставен одговор. Да не сте вие зашо би правеле ние, зашо би го правеле се ова. Значи ве сакаме, многу ве сакаме и работиме само за вас. Дали си геј? Не. Ама за тебе, чекај да видам, Борис, машко е. Али можеш да ми пишеш, може да се договориме, не знам. Кој од екипата не знае да игра белјот? Јас и крај на муавет. Дали би можел да скокнеш од твојата куќа ако паѓа твојата ќерка или твојот син? Господе, ја ме отимака. Нормално. Нормално дека ќе скокна, мислам, какви се овие прашања, ти нема да скокнеш за ќерка ти или за син ти? Дали би можел да бидеш во екипата со Крали Марко, ама ти да бидеш Крали Марко? Дали би можел да бидам во она, ама јас да бидам Крали Марко? Па би пробал. Знаете, ние глумците работиме врз основа на проби. Знаете, пробваме, правиме за да можеме да... Дали имаш жена и деца? Жена, немам, деца за малце. Какво детство имаш? Многу среќно. Колку девојки имаш? Моментално имам... Една имам. Кој од колешките имаш грешни мисли? Грешни мисли имам... Шо да одговорам сега? Шо да одговорам на ова прашање? Не кажвај. Не кажвам. Кога второ дел од ѓаволот? Неките да има второ дел од ѓаволот. Во која држава од сите што си бил си поминал најубаво? Во Стара Загора. МНС Грд. Ево, сигурно некој... Мицевска, леле, човек женско ми вика, МНС Грд. Добро де, ќе се разубам. Оти промашваш од подкош. Ова е мислам, ова е човек што го познавам и многу го поштувам, Петар Јошевски. Играме баскет заедно, поздрав Петар, и ќе се потрудам нареден пат да не промашвам. Зареѓен сум, брат, али ќе се поправам. Кога прашање со Бојан? Бојан! Прашват кога ќе имаме прашање со тебе! Вајда е следен, Бојан. Што преферираш повеќе на тебе, тетоважа или пирсинг? Тетоважа. Кико, дали си taken или си single? I am unbelievable. Taken. Колку ги сакаш другите во групата? Please пост во видеото. Мира Медма, те поздравувам многу и ги сакам многу овие од групата, многу ги сакам. Шо да е, брат? Ќе снимиме нешто, за Рамбл работам исто од дома, видео, ми такви работи. Шо парфем користиш? Аква ди Джио. Дали знаеш да свириш на гитара? Не знам да свирам, знам да свирам аматерски, онака колку за содружство. И ако можам, ако ме примиш некако, би сакал да научам. Добро, кој ти е најубаво јадење? Ако може, поздрав. Најубаво јадење ми е салата и лосос. Па да, толку се, мислам во глобала се толку, мислам да не одговарам. Има многу и ќе ви одземам многу време, сигурно неките да ме слушате кај што ќе ви тупам сега тука и пола сат да ви зборам. Дечки, фала ви многу за поддршката која ни ја давате, мислам го чувствуваме тоа и како што кажав, работиме за вас и очекувајте нова сезона во најскор можен период. И фала ви уште еднаш, па се гледаме некаде во некои подобри времења. Без сака Кико.